Општина Тетово ќе го субвенционира предпријатието Тетово Транспорт. Ова беше една од точките на дневниот ред во рамки на 8-та седница на Советот на Општина Тетово. Идејата за помош е поттикната од негативното салдо на предпријатието, кое на крајот од 2022 година изнесувало минус 4 милиони денари. Причината зошто предпријатието досега функционира со загуба. Од Општина Тетово ја наведуваат токму цената на билетот, која за едно возење во моментов чини 20 денари, а имајќи предвид колку е важен јавниот транспорт за град како Тетово. Од Општината излегоа со став дека за да не се зголемува цената на билетот, сумата која што му недостасува на предпријатието ќе биде надокнадена од страна на Општината. Имаме и неколку точки ЈП Тетово Транспорт, меѓу кои за давање субвенција. Јавниот превоз работи со загуба, но знаеме колку е важен за граѓаните почиста животна средина, па за да им излеземе на пресред, нема да ја зголемиме цената на билетата за граѓаните, туку ќе направиме субвенција од Советот на Општина Тетово. Овие се поради тоа што за 2022 година, значи предпријатието функционира со негативно салдо 4 милиони денари. Толку што им фали, толку ќе субвенционира Советот на Општина Тетово. Еднократко, да, додека ќе се направи правилникот. Кога ќе се направи правилникот, после по секој километар ќе се субвенционира предпријатие. Знаеме причината зошто функционира со негативно салдо, значи еден билет за граѓаните е 20 денари. За да дојде до позитивно салдо треба да стигне до 100 денари билетот за граѓаните, што е нелогично и невозможно да го ставиме тоа цена. Поради тоа ние ќе го субвенционираме, ќе направиме една математика со сметководители и финансиери и ќе направиме некоја добра математика за да го субвенционираме по секој километар што го прави транспорт. Предпријатието транспорт. Од Советот ќе се дискутира и можноста за перманентно поддршка на јавното транспортно предпријатие, затоа што веќе се знае дека ваквите предпријатија со ваквите цени не може да функционираат без поддршка од страна на општините кои се основачи на тие предпријатија. Тоа се гледа и од завршената сметка за 2022 година на предпријатието, каде се гледа дека предпријатието има потреба за да се субвенционира од страна на локалната самоуправа. Инаку на дневниот ред во состав на 8-та седница на Советот се најдоа вкупно 22 точки, меѓу другите и предлог одлуките за годишен финансиски план на основните и средните училишта и градинките во рамки на Општина Тетово.